Наместо да се заканува Ахмети да се врати во сегашноста и да почне да се ја реформира партијата, премиерот не е загрижен од заканите на ДУИ за дестабилизација и политичка криза во пресрет на локалните избори. Гледаме во иднината, а не во минатото. За жал, господинот Ахмети изгледа се уште живее во минатото. Затоа што ако живее во сегашноста, ќе може да направи огромна материјална разлика помеѓу минатото и луѓето од минатото и сегашноста во која што тој е во опозиција, а околу него има многу милионери кои што на грбот на граѓаните во Македонија се збогатија. И тоа е основната причина зашто тој е во опозиција и мислам дека ако е мудар, како што се представува, ќе извлече поука и наместо да се заканува, ќе направи структурни реформи и програмски и кадровски во неговата партија и со нови ликови, со нова програма ќе излезе пред македонските граѓани да ја бара довербата. Имаат право да протестираат, но не и да дестабилизираат, порача и опозицијскиот лидер. Прво дозволете да кажам дека сметам дека правото на протест е уставно загарантирано право, меѓутоа апсолутно не сметам дека треба да се злоупотребува во политички цели. Ахмети оваа недела брифираше дел од медиумите дека ако Бектеши биде обвинет за пожарот во Кочани, ДУИ ќе излезе на улици и како што рече, враќање нема. Го повторил ставот дека ќе ги бойкотираат локалните избори ако се допрел законот за јазиците, пошто државата ќе влегла во политичка криза од која единствен излез ќе бидат предвремени избори. Александар Спасовски, Сител телевизија.